Културолошките бариери се оние најсуптилни, многу често не директни општествени очекувања и норми и уверувања со кои што се соочуваат спортистките. Низ разговорот со нив видовме дека они го чувствуваат и го подразбираат спортскиот сектор како доминантна машка средина. И на тој начин се едноставно неохрабрени, дури се чувствуваат некојати небезбедни да бидат вклучени во спортскиот сектор. Дури по завршување на спортската кариера, како спортистка, не гледаат услови, ниту пак средина, каде што она ќе може да си го развива потенцијалот и да остане да работи во спортскиот сектор. Така да, овој вид на бариери и ризик фактори, кои што се навистина да кажеме, предизвикувачки да се променат, затоа што се производ на генерации на норми, верувања, воспитување и така натака, се едни од факторите кои што ги кочат жените да имаат поголем пристап и до спортот генерално, а особено до раководните позиции во спортските средини. Така наречените квоти или афирмативни мерки се едни од најпрогресивните мерки според мене и треба задолжително да се воведат. Всушност, една од препораките од ова истражување е дека треба да има минимум 40% родова застапеност во спортската организација како услов за државно финансирање. Сега знаеме дека генерално во нашето општество и во спортскиот сектор имаме некако вид на отпор против овие родови квоти. Меѓутоа, родовите квоти се привремено временско решение. Тие се решение да исправат децениската неправда и сите оние бариери со кои што се соочуваат жените од самото раѓање, од самиот пристап или недостаток на пристап до спорт, па понатаму низ нивната спортска кариера. Доколку ние исто така имаме одредени критериуми, а многу често ги немаме, например, за членство во извршен одбор, тогаш на тој мерит систем е во ред да видиме колку е родовата застапеност мажи и жени и да видиме според тие критериуми кои што подеднакво ќе ги исполнуваат и мажите и жените. Ако идеме со афирмативни мерки, тогаш би требало да имаме жена со цел да имаме разновидност, разноликост и различни мислења вклучени во процесите на донесување на одлуки. Меѓутоа, живееме во систем и действуваме во систем во кој што ретко постојат било какви критериуми поставени за членство, за избор на раководни функции, на генерални секретари, на председатели, на членови на извршно тело. Тогаш е сосема непрактично да размислуваме против родовите квоти, затоа што ние веднаш од самиот почеток немаме воспоставено систем според кој што останатите членови сме ги бирале и действуваат или делуваат на таа позиција на моќ. Па добро, ние знаеме дека луѓето можат многу полесно да се идентификуваат со тие кои што ги гледаат на одредена функција. Нас ни треба, потребен е позитивен пример на жени на раководни позиции, жени во улога на тренери, на директори, затоа што низ разговорот со младите спортистки видовме дека доколку тие тоа не го гледаат, не може да го препознаат патот кој што ги води до таму, не може да се препознаат себе си на тие функции. Така да велам дека споделувањето на добрите практики, на добрите примери, позитивни примери на жени на раководни позиции ќе направат една одредена промена и кај самите девојки и во самиот спортски сектор. Без овие позитивни примери, овие културолошки бариери и општествени очекувања остануваат зацементирани и многу тешко се искоренуваат.